Благодарам. Прочитав една реченица која мислам дека денеска се кажува. Велат дека долговите и лагите одат заедно. И тоа е една реченица за оваа веќе 8 години стара влада. Долговите и лагите одат заедно. И зошто почнувам со тоа? Заради тоа што и мене како и на вас ви е сосема јасно, а сакам тоа да го чујат и граѓаните на оваа држава, зошто денеска човекот задолжен да се грижи за долгот отсуствува. Зошто денеска нема ниту еден представник на македонската влада. Затоа што денеска министерот за финансии ќе мораше да признае, ако некој го прашаше, дека премиерот Никола Груевски 2 пати пред камери ја лаже најбезобразно македонската јавност. Еве ќе ви покажам зошто. Се сеќавате на изјавата која што ја повтори пред некоја недела премиерот, во која што вели дека тој Кутриот наследил долг од 38% од бруто домашниот производ. И вие изгледа почнувате да ги повторувате изјавите на премиерот, без при тоа да ги погледнете документите што ги објавуваат институциите кои премиерот ги раководи. Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија го демантираат премиерот. Или, да бидеме подиректни, кажуваат дека премиерот на оваа важна тема лаже ни срам, ни перде. Премиерот лаже и ве повикувам, колеги, пратеници од владеачкото мнозинство, да излезете и да кажете дека не е точно ова што го говорам. Еве ги документите од Народна банка на Република Македонија и тие велат вака. Кога премиерот Кутар дошол на власт, долгот во споредба со бруто домашниот производ не бил 38%, не бил ни 32% како што еднаш изјави Ставревски, туку бил, замислете, 24,3%. Знаете колку е голема таа лага? Знаете колку е голема таа лага и колку е голема таа разлика? И тоа го кажува премиерот и го повторува. И денеска пратеници од мнозинството го повторуваат. Еве, излезете и демантирајте ми. Еве ги документите. Долгот во моментот кога Никола Груевски ја превзеде власта беше 1.269 милиони. 24,3% од бруто домашниот производ. И денеска треба да признаете и да престанете со таа лага. Меѓутоа не е премиерот единствен кој што лаже. И сега ќе ви кажам една работа која навистина 10 пати ја проверив, затоа што не ми се веруваше дека во оваа наша држава институциите можат да ги мамат своите граѓани на вака безобразен начин. Денеска, ако кликнете на веб страната на Министерството за финансии, ова ќе ви кажете. Долгот на крајот на 2013 во ноември месец изнесувал 2 милиарди и 727 милиони, значи дупло од претходно, и тој изнесува 34%. Прво, долг од 34% од бруто домашниот производ покажува дека владата се откажала веќе од условите кои сама си ги постави. А тоа е овој долг да не надминува 30%. И тоа пишува во сите стратегии кои што ги усвојуваше истата влада. Ама тоа не е се за жал. Ова би било можда лоши резултати на владината политика. Ама во оваа табела, ако погледнете внимателно, господа економисти, особено од владеачкото мнозинство, ќе видите една друга интересна работа. Кога го пресметуваат процентот од бруто домашниот производ, погледнете колкава вредност на БДП-то предвидува Министерството за финансии. Погледнете. И ќе видите дека знаете колку според нив во 2013 ние треба да очекуваме дека економијата ќе порасне или пораснала, бидејќи 2013 е зад нас, повеќе од 7%. Е така лаже господинот Ставревски. И така вештачки го намалува долгот. Бидејќи вели не, ја реков ќе биде под 30. Ама еве сега не е, барем е под 35. И тоа не е точно. И тоа е втората голема лага. Ако го пресметате бруто домашниот производ, а не е така тешко, и го зголемите за проекција која владата си ја даде, еве, ја математиката, ќе се види дека сега во момент и тој долг малку што се покажува, без дополнителните обврски, патишта, фонд за здравство, неисплатени обврски, знаете колку изнесува? Веќе 36%.
Веќе 36%. И сега погледнете со што се фали и какви лаги кажува премиерот на оваа држава. Еве погледнете како за само еден мандат во оваа држава долгот паднал од 43% на 24%, а како во следните години ВМРО-вска влада пораснал од 24% на 35,9% или 36%. И кај ќе ни дојде крајот, ако на ваков начин се лаже за долгот? Значи, како да не е доволно тоа што сме загрижени и за постоечките бројки. Владата дополнително и тие ги шминка. Би сакала да чујам аргументирано образложение. Како е возможно во овие пресметки владата да калкулира дека минатата година економијата ни пораснала 7%? И се надевам дека такво образложение ќе чујам. Меѓутоа, работите се влошуваат. Погледнете си ги само прогнозите кои што владата ги даваше во изминативе години, како ќе се движи долгот. И ќе видите дека за долгот во 2012 почна од 25-26,1% на 28%, за да на крај годината се заврши со 31,9%. Над 20% повеќе отколку што прогнозирала пред неколку години. 2013 ми се чини уште полошо. Планирала 26%, завршува со 36%. Над 30% утка во прогнозата на долго. Тоа не е ни утка, туку е задолжување над можностите. Ако е се во ред, како што вие денеска не убедувате и убедувате македонската јавност, зошто владата порано тврдеше дека не смее да го зголемува овој долг над 30%? Зошто? Требаше да каже и 35 е добро, и 36 е добро. Зошто потоа рече, не, ако не е 30, бар 35 да е? До кога ќе оди ова клизање на нашата одговорност како пратеници да кажеме стоп? Сега ќе ви ги покажам графиконите кои истава влада велеше дека ги покажуваат годишните исплати на кредити кои Македонија ќе треба да ги прави во следните 10 години. И ако ги погледнете, значи тоа го направила во 2008 година. Според тој план, кој владата вели дека се уште важи, во 2015 ќе сме морале да платиме бајаги, негдека околу 275 милиони евра годишно, ама после тоа од 2016 натака враќањето на пари нема да биде над 125 милиони. Запамтете го овој графикон. И сега погледнете го новиот, кој владата го дава, ама така да не го забележиме ако може. Погледнете што се случува со враќањето на пари од 2015 натака. Секоја година имаме сума од над 350 милиони евра кои мора да ја враќаме. И 2015, и 2016, и 2017, и 2018. Пазете за 2 години како се промениле нашите обврски. Ова е резултат на неодговорна политика. И ако за овие работи не дискутираме, па ја не знам зашто друго би дискутирале. Има една тема која што е дополнително фактор X во целата оваа пресметка. И ова е доволно вознемирувачки. Ама ајде да ве прашам, може би вие знаете тоа што ние не го знаеме. Колку во моментот изнесуваат обврските кои владата не ги плаќа на различни фирми? Или повторно тој проблем не постои како што пред една година пред да го признае своето лажење кажуваше Ставревски. Вели вака: јас ви тврдам одговорно дека обврските кон фирмите за налози и поврат на ДДВ се исплаќаат во законски предвидениот рок. Нема доцнења. Можете да го проверите денес, после година, 2 или 5, кога сакате вие. Ова го кажуваше Ставревски. И не помина една година. Прво Светска банка кажа дека е тоа сериозен проблем, неплаќањето на обврските, а потоа Ставревски како попче отиде и си побара уште еден кредит за да ги исплаќа овие обврски. И кога ќе почнете со споредбите, водете сметка дека за секоја држава вкупниот долг би требало да ги опфати и сите неплатени обврски на државата кои доцнат повеќе од 90 дена. Ние не знаеме колку е тоа. Директорката на Фондот за здравство призна дека таа бројка расте. Само обидот да дискутираме за долгот покажува дека Македонија влегува во многу сериозен процес. Фактот дека денеска владата не е тука
покажува дека тие се свесни за тоа. Фактот што денеска ги браните и покрај аргументите покажува дека нема крај на неодговорност. Стеван Анđija Димитар има реплика.